Премиерот Никола Груевски денеска во Ерусалим оствари средба со премиерот на државата Израел Бенјамин Нетањаху. Потврда за одлични односи меѓу двете држави и заложби на нивно континуирано унапредување се и трите документи кои денес беа подпишани од страна на двете земји. Премиерите подпишаа декларација за пријателство меѓу Македонија и Израел од стратешко значење, документ кој представува значајна основа за остварување на продлабочената соработка меѓу двете држави. Подпишавме декларација за пријателство меѓу Република Македонија и државата Израел, која е од стратешко значење, која уште повеќе ги зацврстува билатералните односи меѓу нашите земји. Меѓу нас нема отворени или спорни прашања. Ние сме долгогодишни пријатели и партнери. Добрата политичка соработка сакаме да се преслика и на економски план преку интензивирање на заедничките економски релации и искористување на соодветни потенцијали кои ни стојат на располагање. Во таа насока денеска го подпишавме и договорот за одбегнување на двојно оданочување и договорот за промоција и заштита на инвестициите, што веруваме одлична вест за бизнисмените од двете земји. Премиерот Груевски со својот израелски колега разговараше и за остварување на соработка во други полиња од взаемен интерес, како земјоделието, обновливата енергија, можностите за искористување на хидропотенцијалот, како и туризмот. Двајцата премиери разговараа и за теми кои се глобални предизвици, како борбата против тероризмот и мигрантската криза. Постои традиционално пријателство меѓу нашите две држави. Има многу области каде можеме да работиме. Енергетиката, земјоделието, науката, образованието, технологијата и областа на одбраната, како и заедничка борба против тероризмот. Ние го цениме ова пријателство и ова партнерство. Двајцата премиери изразија цврсто уверување дека и во иднина традиционално пријателските односи меѓу двете земји ќе продолжат да се интензивираат.